Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерашната наша емисија, почитувани слушатели, ќе биде посветена на катастрофалната поделба на Македонија на Букурештиот договор во 1913 година, а самата вечерашна емисија ќе биде пропратена со рекламни пораки и убава македонска песна. Но исто така ќе дадеме и прилог за православниот празник Преображдение, кој е на 19 август. Но на самиот почеток, со песната што лично јас ја отпеав на Валандовскиот фестивал, сакам сите да ве поздравам, посакувајќи ви пријатни 60 минути со радиочасот Глас од Македонија, но мојата голема желба е Македонија да ја видам во најбрзо време онака како што била горда, смела и непокорна мајка на нас македонците, со својот македонски народ, со своите македонски чеда. Пријатна разонуда. Ima
Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа. Тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers. Даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group, која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Како што реков на самиот почеток, на 19 август е Преображдение Христово. Токму и вечерва ќе го дадеме прилогот околу Преображдението Христово. Преображдение Христово или Преображдение Господово, христијански празник кој се слави секоја година на 19 август према Григоријанскиот календар, односно 6 август според Јулијанскиот календар или Стариот календар. На овој ден се прославува преображдението на Христос на планината Тавор, кога Господ се појавил во сета негова слава пред апостолите Петар, Јаков и Јован. Во 3 од 4 евангелија се говори за овој настан, Матеј и Лука. Според преданието, за да не ослабе верата на апостолите со неговото страдање и смрт, кои
предстоеле и за неговите ученици да не отпаднат од него, Господ Исус Христос сакал да им покаже барем дел од својата божествена слава. Затоа ги зел со себе Петар, Јаков и Јован и излегол со нив ноќе на гората Тавор и таму се преобразил пред нив. И заблескало лицето негово како сонце, а облеката му побелела како снег, а покрај него се појавиле пророците Мојсей и Илија. Потоа сјаен облак ги опфатил Господ и учениците и дошол глас од небото. Овој е мојот возљубен син, него послушајте го. Откако го слушнале овој глас, учениците паднале на земјата како мртви и останале така додека Господ не им пришол и им рекол: станете и не бојте се. Откако слегле од гората, Исус им заповедал да не зборуваат за тоа што го виделе, додека тој не воскресне. Иако настанот традиционално се верува дека се случил на 40 дена пред распнувањето на Христос, тој се празнува на 40 дена пред Крстовден. Според народните верувања и обичаи, преображдението Господово е еден од оние 8 големи Христови празници, кога според народното предание во зора почнува да се преобразуваат и гора и вода, најавувајќи ја идната есен. На преображдение се преобразува и листот, и гората, и каменот во водата, листовите почнуваат да жолтеат и да опаѓаат, а водата станува постудена, па не е за капење. Кај луѓето на преображдение се случуваат промени кои преку лето поцрнел, почнува да белее. На преображдение и небото во глуво доба 3 пати се преобразува. Кој тоа го види и на друг му каже, се верувало дека ќе го изгуби паметот. Според распространетото верување на преображдение не е убаво преку ден да се спие, бидејќи кој тој ден поспие ќе се преобрази, па цела година ќе биде дремлив и поспан. Не е добро овој ден да се плаче, ниту луѓето цел ден да го поминат во кафана, да не им помине во навика и да станат безделничари и расипикујки. Преображдение спаѓа во Христовиот пост, на кој жените постеле, а овој ден е обичај никој, без исклучок да не мрси. Понекогаш се постело и поради дивите зверови. Бил обичај тој ден да се јадат риби и ракови. Во некои краеви на преображдение се берат лешници и преку целата година се чуват за лек, кога некој ќе го заболи увото. Се верувало дека кога на болен ќе му се дадат вакви лешници да ги зеде, тој оздравува. Во некои места било обичај на преображдение девојки да станат пред сонце и малку да поработат од секоја женска работа, бидејќи се верувало дека Бог ги преобрази да бидат вредни, а после не работат ништо цел ден. Според народното верување, тогаш за прв пат во годината се бере грозје и се носи во црквата, каде што свештеникот по молитвата го благословува. Во краишта каде што нема грозје се осветува други плодови како јаболка, сливи и слично. Овој чин представува и благодарност кон Господа за сите природни дарови на земјава. На преображдение во црквата се дава нафора и грозје. Тоа не е нафора во вистинска смисла на зборот, туку само благодарност кон Господа за плодовите. Во народот постојат повеќе верувања поврзани со овој празник. Поради заладувањето на времето се верува дека на тој ден се преобразува природата. Лисието на дрвјата почнуваат да венеат, а и водата станува студена, поради што на преображдение луѓето за последен пат се бањаат во реките. Марко Цепенков забележал дека до преображдение не треба да се јади грозје, дури не се пеит од попот и дури не се раздај по комшии. Ова верување во врска со зајадувањето гроздје во Скопје го запишал и охриѓанецот Кузман Шапкарев. До преображдение никој гроздје не јаде како и во Охрид. Тогаш ќе однесат в црква и откако ќе го чита свештеникот со молитва, слободно е за секого да јаде гроздје. И во Кумановско на овој ден прв пат во годината се берело и јадело гроздје. Рано наутро се одело во лозјето, каде се береле неколку убави гроздови, кои се носеле во црквата да се очати, а потоа се раздавало за да се роди повеќе.
Во Гевгелиско, како што запишал Стефан Танович, уште спроти празникот децата ги миеле кошниците, зашто било обичај секој да оди во своето лозие и да набере грозие. Вечерта спроти празникот, жените оделе во црквата, каде што носеле варена пченица и литургија, а утрото на самиот празник пак оделе во црква и носеле варена пченица и грозие поп да ја пее. И овде се верувало дека пред празникот не треба да се јаде грозје и друг емиш, зашто е греота, а по празникот, откако ќе се отпее од свештеникот, може да се јаде. Со преображдение поврзано и верувањето дека ноќта спроти празникот небото се отворало како на богојавление, се јавувал Бог и на сите што будни ќе го пречекат тој миг им ги исполнувал желбите. Кон неколку те приказни што раскажуваат за случаи поврзани со тоа верување, слушнав од баба му Арса Срезова. Кузман Шапкарев го запишал и следново верување. Верува дека на преображдение Господне или ноќта спроти 6 август е, како што велат други спротиводици, секоја година се отворило небото и тогаш се поклонвеле дрвата со врвовите до земја. Во тој момент кога ќе бидело небото отворено, што сакал да посака човек од Бога, Господ ќе му даел. За докажување вервењето оти е вистинско, постои народ прикажвит некои приказни и верви и како сосем вистински. Во врска со овој празник, Матов забележал дека во Велес се верувало оти ноќта спроти преображдение се јавува на небото Божја врата, се отвора небото, сам Господ се јавува. Кој што ќе прави човек, може да ја види Божјата врата и што да посака му дава Господ, ама вратата стои малку време отворена. Затоа мајките им викат на децата да не спијат и да чекаат да ја видат Божјата врата. Им прикажуваат и приказна за тоа што рекол: "Дај ми Боже еден шиник глава", место да рече "Дај ми Боже еден шиник пари". И што му пораснала главата колку еден шиник, та не можел да си ја изврте главата со парамкалците, дури не ги искршиле. Интересни верувања од Охрид поврзани се со овој ден забележал Ефтим Спространов од Охрид. Тој сведочи дека спроти празникот преображдение се отворало небото и било светло како оган. Спространов исто така ги спомнува верувањата за поклонувањето на дрвата и за исполнувањето на желбите од страна на Господ и посебно укажува на приказната за тоа што наместо осмак пари посакал осмак глава и за некој човек што го врзал телето за некое дрво кое во тој миг било наведнато, па утрото го нашол обесено на врвот. Ефтим Спространов уште забележал дека на овој ден во студентчишча кај Охрид се собирале штрковите пред да заминат во потоплите краишта. На преображдение не си идет штркоите и ластојците, каде студентчишча се берет со стотини околу еден црн штрк, дури ќе поцрни полето. Неколку дена викет, кревет, џурултија, после ќе летни црниот штрк и сите по него ќе летнат. Црниот штрк како цар да им е како војвода. Очигледно празникот преображдение на Господ Исус Христос има длабока смисла во живот на македонците. Еден важен период од година кога и времето се преобразува, заладува и тргнува кон есента, останало впечаток и во свеста на македонецот, па така нашло место и во неговите верувања и во народните умотвори. Ете, тоа беше прилогот за празникот преображдение. Нека е со среќа и нека ни е на помош, почитувани слушатели. Kraj manastira
Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заемничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтарио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Како што реков и на самиот почеток, на 10 август 1913 година во Букурешт, Македонија беше поделена на 4 дела. Токму затоа и во вечерашна наша емисија ќе ве запознаеме со прилогот посветен на поделбата на Македонија. Македонија е првата воено и аграрна држава во Европа и пошироко. Таа некогашна зета Македонија, што по име на принцезата Европа, ќерка на богот Македон, и самиот континент го добива тоа име Европа. Македонија е навистина големо име со сите природни богатства во која се родиле сите антички богови и богини. Македонија е земја од каде што почна христијанството и не случајно е наречена света земја, Божји рај. Но со тек на време, како што е и сега, исто како што се вели во поговорката, водата спие, ама душманот не спие. Непријателите сакаа да ја поробат.
Дури во овој 21 век уште работат на тоа. Денес ќе се задржиме за поделбата на етничка Македонија, односно Букурешкиот договор, кој беше на 10. август 1913 година.
Уште пред Илинденското востание во 19 век од таа голема држава Македонија, големите сили Англија, Германија, Франција кроја планови на нови делби на Македонија. Како што знаеме, 1815 година ја креира Србија, односно тогаш наречена Белградски пашалук со нивниот лидер трговец на свињи Караџорџе Петрович. 1830 година ја формираа државата Грција, која дотогаш не постоеше, носејќи го од Баварија 16 годишниот крал, инаку детенци или тинејџер да речам, да биде крал на таа нова држава, а и баварското знаме што денес го имат грците, каде цели 10 години во Грција зборуваа на германски. 1878 година во Берлин, благодарение најмногу на Русија, ја формира Бугарија на македонска територија, исто како што направија и по Балканските војни, а официјално 1920 година ја формира Албанија на таа македонска територија. Но како почна? Странските конзули кои беа во Битола во 1878 година отпочнаа со креирање на нова азбука за подоцна да ја формираат државата Албанија. Како што знаете, македонскиот народ се креваше на востание многу пати, а 1903 година Илинденското востание кое беше задушено. На овие големи сили Англија, Франција, Германија и Русија, во која царот беше од германско потекло, манипулираа со македонскиот народ за нова борба, а нивниот план беше за нова поделба на Македонија. 1912 година македонците, посебно надвор од границите на Македонија, кои студираа или работеа како Михајло Пупин во Америка или пак македонската колонија во Петроград со Гаврил Константинович, Димитрија Чуповски, Наце Димов и Александар Вазенков, подпишаа меморандум за независна Македонија, предавајќи им го во Лондон на амбасадорите и од големите сили и меморандумот. Дури со тој меморандум Димитрија Чуповски изработил и карта на Македонија во боја со сите специфичности и со аргументи, докажувајќи за посебноста на Македонија. Михајло Пупин, кој има патентирано, односно реализирал 25 патенти и ги откри секундарните рентгенски зраци, инаку научник, великан во придонес од областа на телекомуникациите, радиотехниката и радиологијата, патентирано има апарат за телеграфски и телефонски пренос. Исто така трансформатор за телеграфски и телефонски или други електрични системи и така натаму. А голем пријател беше со Никола Тесла. Овој наш научник со македонско потекло, а роден во близина на Панчево, градот во Србија, а за кој ќе дадеме специјална емисија, тој бидејќи беше близок пријател со тогашниот председател на Америка Видроу Вилсон, побара да помогне за независност на Македонија. А Вилсон со писмо го прати Михајло Пупин во Лондон за да на Версајскиот договор го предаде писмото и да се врати Македонија како што беше, а тоа беше 1919 година. Во прво време големите сили биле во дилема, но подоцна поради нивни интереси донесле одлука за поделба на Македонија во 1913 година. Но за да не бидат тие вистинските касапи на Македонија, на 10 август 1913 година во Букареш, на така наречениот мировен договор, подписници се делегати од Романија, Титу Мајореску, кој бил и председател на конференцијата, Александре Маргиоломан, Таке Јонеску, Константин Досеску и други. Делегати од Србија Никола Пашич, Михајло Ристич, Мирослав Паилковиќ и Милан Недич. Од Црнагора Јанко Вукотич и Јован Матановиќ, а од Бугарија Димитар Тончев, Иван Пичов, Сава Иванчов, Константин Станчев и македонскиот предавник роден во Ресен Симеон Радев. Без жал, без грев, без да им трепне окото, ја поделија Македонија на 4 дела. Најголемиот дел 51% за интересите на Велика Британија, а тоа е Егејскиот дел, отпадна под Грција. Вардарскиот дел 38% под Србија, Пиринскиот дел 10% под Бугарија и Мала Преспа 1% под Албанија.
Душа бистра, душа чиста, я подели аж дерх клети. Кому нещо си сгрешихме, кому нещо зло сторихме. Ахир да не видах, ахир да не стори. Той, що не майко нас раздели, той, що не майко нас подели. Ахир да не видах, майко, нашите душмани, що не разделива, майко, що не разпарчила. Нова окупација над Македонија. Така да, како што велат старите, Македонија отиде од дрвено на камено. Со распарчувањето во Букурешт, Македонија, која дотогаш беше централното место или срцето на Балканот, стана периферија и провинција на балканските земји. Од македонци и родени од иста мајка Македонија ги преименуваја во јужни Срби, бугари, грци и албанци. Но додека на други држави во светот, како Индија и Хонг Конг, од страна на Велика Британија, што е потпишан договор за 99 години, на Букурешкиот договор Германија, Англија и Франција го оставија отворено македонското прашање, а резултатот го покажува и во овој 21 век, дека целта на тие дами држави, блудничави или лудничави, е да го уништат македонството за секогаш. Далечна 1913 граница ја подели наша тага ковина и миња променија, јазикот забранија, немачеа не страмеја дури да не истера. Сега сме во туѓина, во слободна Канада, нема да се плашиме, мајчин јазик да зборуваме, во наша црква си веруваме и горко ќе доносиме името македонско. Како селани, со купер враце и без пари, си најдовме работи и брзо станавме граѓани. Бук, Германи, Баница, ни останаја во соништа, со убави спомени за времиња поминати. Сега сме во туѓина, во слободна Канада, нема да се плашиме,
Majčin jazyk da zborvame, bo naša crkva si vervame i gordo ke donosime, ime to makedonsko. Ние сме македонци и сите се гордеме со нашата суверена Македонска република. Останаја 3 дела во Пресва, Егеј и Пирина, што уште правда не има ко ние во Канада. Сега сме во тугина, во слободна Канада. Нема да се не плашиме, мајчин јазик да зборваме, во наша црква си верваме и гордо ке го носиме, името македонско. Сега сме во тугина, во слободна Канада. Нема да се плашиме, мајчин јазик да зборваме, во наша црква си верваме и гордо ке го носиме, името македонско. Името македонско. Како и Балканските војни, Западот се плашеше од појавување на Трета Македонска империја. Затоа во 19-тиот и 20-тиот век формира многу држави, земајќи од територијата на Македонија, а во 1913 од таа етничка Македонија направи нови делби, ја искасапи на 4 дела Македонија, каде што се уште раните не се излечени. Не мируваа нити после Втората светска војна. Нов крој почнаа да прават, за да со осамостојувањето на Република Македонија со големи уцени и услови, за да не стават како членка во окупаторското НАТО, она исто НАТО кој се роди во 1949 година во Егејскиот дел на Македонија со успешниот нивни прв експеримент, од каде што ги избркаа македонците од нивните таткови огништа, од нивните родни места, за да населат туѓинци со така наречената граѓанска војна. Можем да бидеме некаква си членка на вештачката така наречена демократска, а пак би рекла блудничава или лудничава или демонска Европска унија, каде никогаш нема да се случи. А причината е јасна. Лажната историја што ја напиша во втората половина на 19-тиот век, бидејќи излезе на виделина, а да се печатат вистински работи околу вистинската историја на Македонија, треба да потрушат со милиарди евра, а уште повеќе не сакат да си го подгазат големиот срам што го направија пред светот, но од друга пак страна големиот грев пред Бога што се ни одзедоа, па работаат и последниот директ од македонството да ни го урнат, да ни го поништат за секогаш. Овој кобен ден, 10 август 1913 година, никој не треба да го празнува, зашто тој е ден на сатаните и нивните одлуки. Меѓутоа, користејќи ги стиховите од поезијата на покојниот писател Бошко Смајќовски, со кој македонскиот артист Петре Темелковски ќе се представи, нека сите тие молби и клетви со помош на Бога се свртат кон нив, а Македонија за секогаш да ги искине тие тешки синџири наметнати врз нас македонците. Оди од куќа на куќа, од човек на човек, од град во град, од држава во држава, од континент во континент, од планета на планета, од звезда на звезда. Оди и речи им вака: ѕидовите на срамот веќе се урнати во некои делови на Европа. Еден ден тие ѕидови на срамот ќе бидат урнати и во нашата распарчена и преградена земја. Ќе биде тоа ден кога ќе бидете проколнати
од името на непризнатите народи, што сте ги делеле на берлинските конгреси и мирстершките реформи, во капалиштето на отоманската смрдеја Сан Стефано, со договорите во разни Букурешти и Версаи, ќе биде тоа ден кога македонскиот бунтовен дух ќе ги урне сите ѕидови на срамот помеѓу Вардар, Пирин и Егеј, зашто со илјадници години пламти во нас славата на Филип и Александар. Со илјадници години немаме намера да се предаваме. Оти Македонија е постара и од гороцветот и од ножот. Со илјадници години немаме намера да се предаваме. Оти во една наша црква откопан е зборот Востание. Ќе ги искинеме сите бели знамиња, тие символи на предавството. Ќе ја воскреснеме таа древна и света земја како најголем и најсветол цивилизацијски Прометеј. Со илјадници години немаме намера да се предаваме. Ќе ги преораме гробиштата на идеалите и со коските на нашите мртви војводи ќе се претвориме во зурли и тапани, во нашето најсилно оружје. Со голи меса ќе ги искинеме жиците од границите, ќе ја обединиме и ќе извикаме: жива е Македонија! Вечна слава, Македонио! Вечна ти слава и за многу лета да ми бидеш моја древна Македонио. А целиот македонски народ од срце горди со твоето име и на цел глас ќе запее за тебе бисеру балкански. Solzi sami kapat, prosti mi. Samo jedna ima vistina, ima jedna Makedonija, delete a parčeteja, pa će bide naša najmila. Delete a parčeteja, pa će bide naša najmila. Makedonijo, ti si biser balkanski, sploti pirine gesi, so bisri voli varadaras.
zapejte, Makedon skoro igrajte, Živa bila Makedonija, majka mila spomnete ja. Živa bila Makedonija. Ajde da čujamo. Ti si biser balkanski, sploti pirine gesi, so bistri voli vardarski. So bistri voli vardarski. Полека се наближуваат и последните минути од вечерашнава наша програма. Не можеме да се одвоиме, а да не се заблагодариме што и вечерва бивте со нас, почитувани слушатели. Слушајте на идната недела на брановата должина 101.3 FM од 6 часот навечер, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител на радиопрограмата Глас од Македонија, Драгица Делчевска, ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.